особена чест и задоволство ми е да се обратам денес на овој настан, кој што е особено значаен не само за нас жените во државата, туку значаен за целото општество, затоа што родовата еднаквост не е прашање на кое што треба со кое што треба да се занимаваат, прашање на кое што треба да бидат посветени само жените, туку е прашање кое што е одговорно за целото општество, прашање на кое што треба да обрнуваат внимание и централната и локалната власт, прашање на кое што треба да обрнуваат внимание и стопанските комори, и синдикатите, и граѓанските организации, сите, и жените и мажите во општеството. Кога зборуваме за родовата еднаквост, морам да изразам задоволство од креаторите на политиките од министерствата во последните неколку години. Родовата еднаквост се врати како приоритет во агендата на владата и во агендите на министерствата и локалните самоуправи. Се донесоа значајни стратешки документи, беше унапредена законската регулатива во различните области со кои што се допираше и прашањето на родовата еднаквост, се донесоа конкретни мерки со кои што се унапредуваше положбата на жените во различните области од општественото живење. И за прв пат родовата еднаквост јасно и видливо е препознаено и посебно третирана и меинстримирана во програмата на владата, во програмата за работа на владата на Република Северна Македонија. Овие позитивни исчекорувања се во делот на формалната еднаквост, во делот на онаа што е познато како де јуре еднаквост, а исто така и кај материјалната, односно де факто еднаквост, имаме одлични придвижувања нанапред. Но и покрај сите овие позитивни исчекорувања, сепак и понатаму стереотипите и предрасудите поврзани со улогата на жените и мажите во општеството се присутни и понатаму жените се главно одговорни за грижата во домот и семејството. Таквата улога на жените влијае врз нивната економска активност и вклучувањето во процесите на одлучување, онаму каде што се креираат политиките, онаму каде што се носаат одлуките, онаму каде што е сконцентрирана моќта. Статистиката е најдобриот показател за состојбите во одредени области. Од сите претходни соговорници беа кажани статистичките податоци за состојбата на жените и мажите во општеството и ќе кажам дека во одредени области навистина имаме одлични стапки на застапеност, како што е образованието, но наму каде што мора да работиме и кое што го спомна и Министерката за труд и социјална политика е подобрување на состојбата на жените на пазарот на трудот, зголемување на стапката на вработеност кај жените, зголемување на стапката на активност на жените и намалување на стапката на невработеност на жените. Зголемување на стапката на жените како работодавачи, жените како вработени на собствена сметка и намалување на стапката, односно застапеноста на жената како неплатени семејни работници. Овие бројки покажуваат дека мора да продолжиме со уште позасилени напори да работиме на економското зајакнување на жените, затоа што тоа е една од најперспективните области на инвестиции во светот, што треба да се искористат. Економското зајакнување на жените е од суштинско значење за да се постигне родова еднаквост, инклузивен социјален развој, просперитет и стабилност. Настојувањата за економско зајакнување на жените се обиди не само да се покаже нивото на демократизација на општеството, туку пред се да се насочи земјата кон поправеден и подобар економски развој. Тоа е зајакнување на општеството во целост, инвестиција во еднината и гаранција за просперитет на земјата. Инвестициите во жени се инвестиции во визијата на општеството. Кога зборуваме за економското зајакнување на жените, всушност ние зборуваме за економските права на жените, вклучувајќи еднаков пристап до собственост, еднаков пристап до имот, до ресурси, вклучувајќи финансии
и градење на капацитети и пристап на еднаква основа како и мажите. Пристап до пристојна работа, целосно и продуктивно вработување, нивна економска независност или целосна способност на жените слободно да ја наметнат својата автономија и да ги практикуваат своите избори. Предприемништвото и пристојната работа се темелите на економското зајакнување. Тие го поддржуваат економското зајакнување на жените и мажите, семејствата, заедниците и земјите. Институциите во земјата мора да сторат повеќе да се помогне во развојот на малите и средните бизниси, водени од жени предприемачи. Мора да се одвојуваат повеќе финансиски средства за поддршка на жените предприемачи, пристапот до грантови, субвенции и кредити мора да биде олеснет за жените кои имаат сопствени бизниси. Да се биде успешна жена во бизнисот значи да верувате во себе и да верувате во вашиот инстинкт. Постојат луѓе кои ќе се сомневаат во вас и во вашата способност да успеете во деловниот свет. Само затоа што сте жена. Понекогаш, за да бидете успешни, мора да работите повеќе и многу понапорно за разлика од мажите. Но на крајот на денот, секој труд и посветеност даваат резултат и ќе бидат препознаени и наградени. Посакувам успех на проектот кој ќе се реализира во следните 3 години и посакувам многу успеси во развојот и проширувањето на вашите деловни активности. Бидете рол модел, бидете пример за сите жени и девојки кои посакуваат да станат предприемачи. И на крајот, како директорка на Државниот инспекторат за труд, ќе стојам цврсто во борбата против секаков вид на дискриминација на жените на пазарот на трудот и на работата, а ќе стоиме како институција рамо до рамо со сите жени предприемачи за било каков совет во делот на работните односи, во делот на безбедност и здравје при работа.